За само непол месец кратци провалили и ги ограбиле црковните храмови Свети Атанаси во Оризари, Света Недела во Блешево, Свети Наум во Чифлик, а викендов страдаше и манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј Кочанско. Неофицијално дознаваме дека не се однесени вредни предмети и икони од манастирот, а кратците, како и во претходните кражби, посегнале само по црковните пари, кои останале од верниците. Ваквата појава на разбивање на црковните објекти е регистрирана и во Македонската православна црква, а од Кочанското архиерејско наместништво со одговор. За наша среќа, крадците и сторителите на овие дела се пронајдени, значи се уште официјално не можеме да излеземе со став кои се тие, за колкава група станува збор, значи имаме сознание дека се фатени, но нели за истрагата се уште е во тек и со официјални информации ќе излеземе кога истрагата ќе биде завршена. Како што кажав, разбиени се повеќе цркви, е причината пред се материјална штета. Според она што го знаеме, крадците трагале нели по финансиски средства, не посегнуле рака на како на некои вредни предмети црковни, како што се нели црковните садови и иконите. Пред се ги разбивале црковните каси, но нели благодарение на лицата од Министерство за внатрешни работи, ова, да речеме, организирана група е разбиена и пронајдена. Инаку од Кочанското архиерејско наместништво и со апел до сите оние кои ќе посегнат по црковното богатство во црквите и манастирите. Да ги посоветуваме луѓето кои што имаат вакви намери, да ја потсетиме дека сето тоа што се прави е недостоинствено, без разлика дали се работи за кражба на храм или на обична куќа, да не забораваат дека Бог буквално се гледа, како што еден свет отец има речено, советувајќи еден градец кој што дошол во покаяние и му рекол, пред да погледнеш лево и десно и пред да го извршиш, нели, тој недостоинствен чин, погледни гори и мисли дека секогаш некој те гледа. Деноиве МВР излезе со информација дека се фатени кратците во поголемиот дел од црковните објекти во Источна Македонија и против нив се поднесени кривични пријави.